Почитувани професори, почитувани гости, почитувани организатори, голема благодарност за поканата јас како класичар да земам дел од овој настан за археолозите. За денеска одбрав да ви се представам со еден кус осврт на цидето под наслов Форми на фаталистички верувања кај античките македонци. Цидето е финансирано за поддршка на Министерството за култура на Република Македонија, па оттаму голема благодарност до нив. Содржи 140 страници, 50 на наслови на користена литература, 160 на 170 фусноти или цитати од оздоле и содржи 8 дела. Значи покрај воведот, покрај заклучокот и користената литература, има кус осврт историски за античка Македонија, има астрологија и религија, потоа доаѓа носечкиот дел. Тоа е мистериите и предскажувањата кај античките македонци, потоа предскажувањата за времето на Александар Македонски, предскажувањата и астрологијата кај селеукидите, на крај кај Птолемеите и потем на крај доаѓа заклучокот како еден збиен преглед на сето она што е претходно кажано. Во интерес на времето, јас би се задржала кај мистериите, кај делот за мистериите и формите на предскажувања кај античките македонци. Најголемите мистерии се одвивале на островот Самотраки и токму тука за време на празнувањето на празникот на големите богови. Празникот се празнувал 9 дена. Не постојат точно конкретни податоци што точно се случувало за време траење на овие празници, но се знае дека сиот оган бил изгасен и дека се носел факел, оган запален од храмот на Аполон, поточно од пророчиштето во Делфи. Се одвивале бројни мистерии, бројни прочистувања, оргии и така натака. И на овој остров доаѓале лица што имале направено некои гревови, доаѓале тука да бидат прочистени од страна на свештениците, па дури оние чии што раце биле извалкани со крв. И токму на овие мистерии, меѓу 365 и 361 година пред нашата ера, се сретнуваат Олимпијада и Филип се запознаваат тамо, и 5 години после тоа нели се земат. Не се знае точно што правел тамо Филип, но се знае дека Олимпијада била големо обожувател на мистерија, била доста со религиозен дух и токму за време на некои си прослави додека таа танцувала обвиена со змии околу незиното тело, како тие ползеле по незината коса. Токму таа била сцената кој што Филип се влюбува во неа. И нели после знаеме приказната дека тие нели се земат. Љубовта кон мистериите на Олимпијада најверојатно се должи затоа што согласно незиното место на раѓање во Епир, често била присутна во пророчиштето во Додона, кој што покрај пророчиштето во Делфи било едно од најпознатите пророчишта во античкиот свет. Таму се пророкувало според шумолењето на дрвјата, затоа што нели самото светилиште било изградено сред шума. Се пророкувало согласно жуборот на реката, шумолењето на листовите, птичиот говор, но имало еден посебен тип на пророкување, а тоа било удирање со камшик со 3 фиши во еден гонг. И согласно времетрењето на ехото, интонацијата, дебелината на тонот и така натака, се правеле предскажувања некому за нешто и така натака. Пророчиштето во Додона во многу соодействувало со светилиштето во Сива, во Египет. Истото се соодействувале во однос на почетокот на градбата, местоположбата кај што били изградени нели насред дрвја, насред шума и така нели се викало меѓу народот познато Сива светилиштето како место на дрвјата и исто тука се употребувале камшикот со 3 фиши и ударот на гонг. Бидејќи богот на светилиштето во Сива бил Амон, а во Додона бил Зевс, дошло до изедначување на овие две божества во едно, познато под името Зевс Амон, и нивно обожување под ова име, познато во античкиот свет. Значи, ова го посочувам од аспект што обожувањето на Зевс Амон ќе одигра голема улога во легендите, поточно во создавањето на божественото потекло на Александар Македонски. Бројни биле
записите кои што говорат за претскажувањето кои што претходеле за раѓањето и за животот на Александар Македонски. Постоиле различни видови на претскажување кај античките македонци. Најисползувано било толкувањето на соништата, потоа било тука гатањето според натришните делови на телото, најчесто на црниот дроб од закланите животни, потоа било разните астрономски феномени, животинскиот говор, говорот на птиците и така натака. Плутарх сведочи за Плутарх вели за двата сона, раскажува за двата сона кои што ги сониле Филип и Олимпијада и вели ноќта при да се затворат во ложницата, невестата сонила дека во незината утроба удрил гром и дека од ударот се запалил силен оган што се распрснал наоколу и фрлал пламени јазици на сите страни. Наборго по свадбата пак на Филип му се сонило дека удира печат на утробата на жена си, а му се сторило и дека на печатот бил врижан лик на лав. Двајцата, с чудо невидени од сонот што го сониле, побарале одговор од жреци, гаталци, јасновици, така натака, кои што ги имала во изобилство тогаш во тој период, но најпочитуван од нив бил Аристандер од Ликеја, кој што го протолкувал сонот според Плутарх, протолкувал дека не се удира печат на нешто празно, па заклучил дека Олимпијада е бремена и дека носи рожба со чудесна смелост и лавија нарав. Јустин пак во Филиповата историја раскажува за еден друг сон што го сонила Олимпијада, токму вечерта кога го зачнала својот син и вели онаа ноќ, кога мајка му го зачнала, сонила дека општи со огромна змија и сонот не ја излажал, зашто во утробата носела плод поголем од човечката смртност. Овие редови на Јустин ги продолжува Плутарх, кој што раскажува дека Олимпијада кога поаѓала во својата брачна одаја и да напочивка во својата брачна постела, често пати со себе си ги носела своите змии. И сега пред да влезе Филип во одајата на својата сопруга, дзирнувал низ пукнатините од вратата, дали поради страв, дали поради непријатност од змиите, и се вели дека тој дзирнал низ пукнатините, Плутарх вели, дзирнал низ пукнатините на портите и го видел Богот како ја дели постилата со неговата жена. Многу исплашен од сцената кој што ја догледал, Филип го пратил Хајрон во Мегалопол во Делфи. Овој се вратил со пророштвото од Аполон, кое велело дека Филип треба да му принесе жртва на Амон и да го почитува него најмногу од сите богови, но пророштвото велело и дека Филип ќе остане без едно око со кој што дзирнал низ пукнатините на портата. Поради гревот што го сторил, поточно поради тоа што видел нешто што не било дозволено на ниту еден смртник да го види. Ова приказна, или како да наречам, ова пророштво се расширило многу меѓу народот, кој што се уште бил скептик, но откако Филип во Метона навистина го изгубил окото, поточно десното око, толкмуто око со кој што дзирнал низ процепот на вратата, верувањето во претскажувањата кај народот довел до степен на фатализам меѓу македонскиот народ во античкиот период. Бројни се преданијата кои што говорат за различните начини, за разните претскажувања кои што претходеле за нараѓањето на Александар Македонски. Значи вечерта кога Олимпијада на свет го носела своето чедо, до темел изгорел најголемиот храм на Артемида Ефеска во Ефес, и пророците и жреците велеле дека денес во еден дел од светот постои запален факел кој еден ден ќе го уништи истокот. Потоа кај Руфи, кај Квинт Куртуруф се вели дека додека Олимпијада на свет го носела чедото, на кралската палата на кровот стоиле два орла и дека тоа се протолкувало како признак кој што наговестувал дека детето кој ќе се роди во таа куќа ќе владее со две кралства или два континента или така натака. Бројни биле астрономските феномени кои што се случувале во периодот кога се на нараѓањето на Александар Македонски, затресување на земјата, паѓање на комети, на звезди и така натака, а се издвојуваат и трите победи кои што ги извојувал неговиот татко Филип. И се вели дека неговата радост ја подхраниле и гатачите, кои му рекле дека ова дете, родено на дни одбележано со 3 победи, никој не ќе може да го надбие. Александар Македонски се раѓа, живее и расте во една средина каде што во религиозна средина, воден под заштита закрила на неговата мајка, која што го учела да ги почитува божествата, да им принесува жртви, да обредно капење секое утро и така натака.
Така да татко му сакајќи да го отргне од религиозното влијание на мајка му, како учител го повикал, најголемиот философ на сите времиња Аристотел, но Аристотел не само што го учел етика и политика, туку и навлегувал во подлабоките тајни на знаењето, оние што филозофите ги нарекуваат акроматски и епопски тајни, напишани знаења, кои во себе непишани знаења, кои во себе содржат вид на иницијација и кои учителот единствено по устен пат го пренесува тоа знаење на својот ученик и таквите записи до ден денеска се уште не се откриени. Александар Македонски голем војсководец станува, но сепак бил голем верник. Околу себе кај да пошол, значи ги носел своите предскажувачи, кои што му предскажувале за сите настани кои што предходеле. Пред секој одење на бој го посетувал пророчиштото во Делфи, каде што барал совет од свештеничката на Аполон. А додека пак првите допири со астрологијата како начин на предскажување на иднината се сретнал со неговото освојување на Египет, кога за прв пат се сретнува со астролабот, направа за привлекување на небесни тела, за прикажување на небесни тела и на нивните движења, со чие што помош се правеле хороскопи, зодијачки знаци и така натака. Во Египет се запознава со Нехтенав, египетскиот фараон, египетскиот цар и голем астролог, исцелител, магепсник и така натака. И тука би издвоила една од најголемите легенди во Египет, бидејќи Нехтенав му ги открил тајните на методите на астрологијата како наука, која што со помош на движењето на звездите и на небесните тела и појави ја открива иднината. Сакајќи да му ги покаже поблиску звездите, решил да го качи на една кула Александар, за демек поблиску да ги види звездите. И качувајќи се нагоре, Александар го прашал: добро, како може некој што знае да ја предскаже иднината, не знае дека како и кога ќе почине? Нехтенав му рекол дека ќе почине од рацете на својот син. Александар прашал: добро, кое дете може да се го утепа татка си? И сакајќи да докаже дека Нехтенав всушност не си ја знае својата судбина, го турнал од кулата надоле и кога додека тој почнал да паѓа, во моментот застанал, времето сопрело и Нехтенав му раскажал дека пред многу години бил поканет од кралот, најголемиот македонски крал Филип, да присуствува на дворот, на неговиот двор во Македонија, и токму тогаш тој, вдахновен од божеството Амон-Ра, претворен во змија, учествувал во оплодувањето на Олимпијада и во зачнувањето на Александар. Тогаш Александар всушност сватил дека си го отепал татка си и било многу тешко, му направил еден голем величествен погреб како фараон го закопал и седнал на неговиот трон. Ова е една од најраспространетите и најпопуларните легенди меѓу египетскиот народ, кој Александар Македонски го доживувал како мистичен син на богот Амон, поставен на небото да владее во Египет. Понатаму следат претскажувањата на вавилонците, првпат со халдејците, вавилонските свештеници астролози, изумители на астрологијата како наука како метод за пророкнување на иднината, се сретнал додека влагал во Египет, кој што му пророкнале дека доколку влезе и го освои Египет, заедно со поддршка на нивниот бог Баал, тогаш тој ќе биде проколнат на смрт. Што навистина после одреден период се случило. Александар умира во Вавилон и да. Сега во интерес на времето јас би застанала тука. CD-то после содржи начин на астрологија, на астролошки претскажувања кај Вавилон, кај Селевкидите, потоа кај Птолемеите, и би завршила дека верувањето во претскажувањата од антиката бележат континуитет до денешно време. Денеска дел од македонскиот народ во современото македонско општество се уште верува во претскажувања. Затоа ми послужи на статија која што ја прочитав дека македонците наместо на психијатар и психолог одат на гатач и бајачи. Значи за македонскиот народ не е нормално да се поиде на психолог и на психијатар, а сосем е нормално да се поиде на гатач и на бајач. Ви благодарам на вниманието.